денес е еден од најважните денови за криптотехнологијата, односно институционалната адаптација на криптотехнологијата. Од друга страна, еден од најважните состаноци на Федералната резерва се случува денес во 8:30 македонско време или 2:30 Eastern Standard Time. Првата работа, значи, откако Америка го донесе законот дека го става биткоинот како национален приоритет и има донесено неколку закони за стратешки резерви на биткоин на секоја држава одделно, во текот на денешниот ден Доналд Трамп ќе излезе и ќе објави официјално дали Америка има одлучено за прв пат да купува биткоини. Знаете дека тие веќе имаат околу 230.000 биткоини, но тие се запленени. Никогаш до сега немаат донесено одлука дека нивните државни резерви ќе содржат биткоин. Доколку се објави тоа, очекувајте дека сите други држави ќе следат, не само држави, туку и големи фирми, корпорации, пензиски фондови и слично. Значи, тоа ќе биде само почеток на формалната адаптација од страна на институциите на биткоин. Друга важна работа. Една од очекуваните работи од анализите што ги следев е дека биткоин, доколку одлучат да купат, Америка во месец јули има приходи од царините на Доналд Трамп околу 23 милиарди долари. Доколку одлучат, една од спекулациите е дека ќе ги искористат тие средства за да ја купат првата транша на биткоини. Тоа некаде, мислам дека излегува дека би биле 250 до 300.000 биткоини. Доколку се случи се ова, ќе биде скрос нова ера за криптотехнологијата и како институциите би ја третирале од сега па натаму. Втората работа, што исто така многу важна, што ја спомнав на почетокот, е одлуката на Федералната резерва во врска со каматните стапки. Значи сега очекувањата дека нема да има никакво намалување на каматните стапки. Од друга страна, Доналд Трамп прави притисок на председавачот на Федералната резерва Джером Пауел да ги намали каматните стапки за 1% поен. Очекувањата се дека нема да има никакви промени. Доколку има било каква промена, очекувајте дека сите берзи, вклучувајќи и криптовалутите, ќе почнат да експлодираат на нагоре. Тоа е првата работа. Втората е каква прогноза ќе дадат за до крајот на годината. Ако кажа дека ќе има над 3 намалување, тоа исто така многу позитивно би влијало врз берзата. И последната работа е дали ќе преминат од quantitative tightening у quantitative easing. Овие работи ќе ги објаснам во некое наредно видео, ама за сега, доколку се случи тоа ќе значи дека ќе пуштат нови пари во оптек во економијата, што значи нова ликвидност. Money supply уште повеќе ќе порасне, што ќе има нови средства во економијата, што некаде ќе мора да се вложат, а најчесто се вложуваат во финансиски инструменти како акции, обврзници и крипто. Така да, очекува многу интересен период и се гледаме во следното видео. Поздрав!